Имав една другарка во основно што изгуби невиност во осмо со еден соученик и не се допадна чинот и не сакаше више да се гледаат. На соученикот не му се допадна тоа и откако му ги одби сите фини инсистирања да се видат пак, почна да ја се заканува во ходници, да ја малтретира, да ја вика дека е глупача, да генка и почна да ја се заканува дека ќе каже на сите по школа дека е ку**а ако не спие пак со него. Тоа почна да се случува многу често, скоро секој ден. Тортурата траеше пола година додека да завршиме основно. Девојчето престана да оди во школа, почна да бега од часови, почна да добива неоправдани, многу беше сумнителна целата ситуација од одлична ученичка, почна да пропушта настава заради тоа што не можеше да го издржи тортурирањето од нејзиниот соученик. Не требаше да се плаши да каже на нејзините што се случило и евентуално, не знам, да се прекине таа тортура со тоа што дечкото ќе беше, не знам, казнет на некаков начин. Во случајов другарка ми молчеше и беше жртва на насилство, но тоа не мора да биде секогаш така. Важно е гласно да се збори против насилството.